господин Бобан Стефковски. Почитувана директорка на Общинското основно училище Григор Приличев, господин Александра Петковска-Настасов. Почитувани противници, представници на Советот на Община Газибала. Почитувани родители, наставници, ученици, драги гости. Ви благодариме за денешното присуство на денот кога го славиме юбилейниот 60-ти патронат на нашето училище, кој со гордост го носи името Григор Приличев. Нашиот пат кон успехот започнува токму од ово училиште. Сега ја повикувам директорката на училиштето, господја Александра Петковска-Настасов, да ви се обрати. Почитувани присутни, добре дојдовте на прославата на нашиот 60-ти юбилеен патронат под мотото по патот на успех. 6 децении се значен юбилеј, полн со предизвици, раст и успех. Во овие 60 години нашето училиште не беше само институција за учење, туку втор дом на илјадници ученици. Место каде што се создаваат спомени, се градат пријателства, се поставуваат темелите за идните успеси. Со гордост можеме да кажеме дека многу од нашите ученици се успешни личности кои придонесуваат за нашата заедница и општество. Сакам да упатам благодарност до сите наставници, минати и сегашни, кои со својата посветеност и љубов кон професијата оставија трајни белези во образованието. Вашата посветеност не само што го обликуваше успехот на нашето училиште, туку инспирираше генерации млади луѓе. Учениците сегашни со ова мало внимание од името на сите вработени на сегашни вработени на Основно училиште Григор Приличев ја искажуваат благодарноста на сите вас кои придонесовте за развојот. Почитувани родители, ви благодариме што сте наши партнери во овој важен процес и што заедно создаваме средина во која секое дете може да напредува и да ги оствари своите потенцијали. Почитувам градоначалник, во името на целокупниот наставен кадар и учениците ви изразувам искрена благодарност за вашата поддршка и соработка. Вашето присуство и заложба за напредување на образованието ни представуваат голема чест и мотивација за понатамошен развој. Благодарни сме за вашата посветеност во подобрување на условите во образованието. Но ова не е само момент на сеќавање, ова е и момент за поглед кон иднината. Нека нашето училиште продолжи да биде светилник на знаење, инспирација и успех. Со заеднички сили ќе продолжиме да ја пишуваме нашата приказна, уверени дека патот на успехот никогаш нема крај. Честитки за овој прекрасен юбилеј и нека следните години бидат уште поголема приказна за успех. Сега го поканувам градоначалникот на Општина Газибала, господин Бобан Стефковски, од името на целиот наставен кадар да прими благодарница и да се обрати на присутните. Почитувана директорка на Општинското основно училиште Григор Приличев, господја Александра Петковска-Анастасов, почитуван пратеник во Собранието на Република Македонија, господја Дијана Илиевска, почитуван председател и членови на Советот на Општина Газибала, почитувани наставници, родители, почитувани ученици, почитувани присутни.
Ми представува посебно задоволство како градоначалник на општина Газивава да се обратам на обележувањето на овој значаен јубилеј 60 години од основањето на основното општинско училиште Григор Прличев. Почитувани присутни, огромна е честа да се зборува за Григор Прличев, символот на македонската гордост, истрајност и непокора. Поетот кој со своите вонвременски дела Сердарот и Скендербек ја издигна Македонија во универзумот, покажувајќи и докажувајќи дека границите на пишаниот збор не постојат. Високо подигнувајќи го македонскиот дух, Прличев среде Атина пред скоро 2 века ги порази најголемите, тогашните грчки поети. Нашиот Григор или вториот Хомер, нескотлив и бунтовен, пишувајќи за Неда, Галичник и Река, ги представува Македонија и македонскиот живот, докажувајќи ја моќта на пишаниот збор, образованието и постојаната надградба на знаењето. Припаѓајќи го сето она што тој ни го оставил како завет, денес се продолжуваме неговата мисија, докажувајќи дека со знаење невозможното станува возможно. Секој време носи нов Прличев и нова поема со суштински пораки за современиот свет. На обележувањето на 60 годишнината од работата на ова училиште се радувам на постигнатите образовни успеси кои учениците од различни генерации ги имаат постигнато, а верувајте, ги има многу. Почитувани сограѓани, како одговор на локална самоуправа, изминатиот период реализиравме голем број на проекти со цел подобрување на условите за образование и воспитание на нашите деца. Со задоволство на овој јубилеј сакам да ја најавам реализацијата на еден нов капитален проект, а тоа е изградбата на нова училишна спортска сала за основното општинско училиште Григор Прличев, со која ќе се предвидат поголеми услови за реализација на целите физичко и здравствено образование. Почитувани, 60 години по патот на успехот е мотото од кое оваа година се одбележува патрулниот празник. Но овие неколку зборови не се само мото, тие се реалност. 60 години да се води образовен процес под името на големиот Прличев е навистина голем успех, за што ја изразувам мојата благодарност и почит кон сите оние кои изминатите години си имаат вградено во мозаикот наречен Општинско основно училиште Григор Прличев. Ви посакувам уште долги години успешна работа, со која ќе создадете силни генерации кои во себе ќе го носат делото на Прличев. А на тој пат, мојата и поддршката на општина Газивава секој пат ќе имате. Благодарам. Григор Ставрев Прличев е роден токму покрај прекрасното езеро, Охридското езеро, 18 јануари 1830 година. Охрид, убав мил ти замен, рај си бил. Тој е писател кому Македонија му е љубов и судба, болка и очај, тага, лука и гроб.
Прличев починал кога тој имал само 6 месеци. Па неговата мајка била принудена да се грижи за големото семејство, аргатувајќи по туги дворови за да се прехранат. Биле толку сиромашни и намачени, што поради немање обувки, дедо му на грб го носел до училиште. Кога дедо му подарува стар грчки буквар, Григор добива љубов кон книгата и научил да чита уште на 4 годишна возраст. Игоре! Па каде си? За да викам по тебе. Да се прочита по презерото. Денес дори учител Димитрија. Младина, Да, научите. ти си најдобрата мајка на светот. Обожувам кога го слушам учителя. Толку убаво зборува и подучува, како мед да му тече од устата. Прличев бил ученик на Димитрија Миладинов, кој во тоа време учителствува во Охрид. Известно време се вработува како терзија, а подоцна станува учител во Тирана, Албанија. Во 1849 година се запишува како студент по медицина на Атинскиот универзитет. Григоре! Што си се затрчал толку на уме? Дојди да гледаме свадба. Кој се жени? И кај си тргнал со книга на свадба? Томе се жени. Земам невеста од Битола. Ајде со мене, брзам да чујам некоја нова песма или гора од Битолско, да запишам во книгата. Ти, например, можеш да ги подучиш богаташките деца. Да пишувам книги? Ти ќе пишеш книги со зборови, како моите браќа Димитар и Константин Милатинови. А пак јас, книги со ноти. Ајде сега да играме. Еле, каква визија имале, а толку биле млади. Ајде, мамо, разкажи ни други интересни работи од автобиографијата на Григор. Ама точно е веќе. Има многу за прераскажување. Ајде утре да продолжиме. Не, па јас си го сакам училиштето и сакам да знам повеќе за Григор Приличев. Му успеа ли бизнесот? Иако се запишал на универзитетот во Атина, наредната година повторно се враќа во Македонија.
и учителство на повеќе места. Долна Белица, Битола, Струшко, Прилеп и Охрид, за да се обезбеди услови за продолжување на студиите. По 10 години повторно се враќа во Атина да го доврши медицинскиот факултет, но не го заврши. Зошто? Дознал за конкурсот. Папа, тоа обучав по македонски. Со којбата сетар ја го освои првото место, лавровиот венец, паричната награда и прогласен за втор хор. Токму така. Но знаете ли дека конкурсот бил анонимен и не сакале да му ја признаат наградата, кога дознале дека тој всушност не е грк? И што се случило со наградата? Кога го виделе дека македонец е автор на поемата, се променило и се откажал од студирањето. Наградата, која требала да биде во злато, ја даде во сребро. Дури се откажал од студирањето во Оксфорд или Берлин, бидејќи ќе бил приморан да работи за грчките служби. И што направил Григор потоа? Кога дознал за смртта на браќата Миладиновци, се вратил во својата татковина. И заборавил грците и се свртал кон бугарите, поради сродноста на јазиците. Ја преведува Илијада и ја пишува Сердарот, бидејќи бил понесен од идејата да создаде еден јазик за сите словени. На вистина, баба, секоја чест за Григор. И успеа до тоа? Како и со грците, лошо поминали со бугарите. Еден период, наклеветен од грчкиот владика Мелети, турците го затвориле в Зандани в Демар. Григор бил во затвор. Не ми се верува. Живот проживен. Слушајте, патриоти,
да живее, но јавно, преку неговите стихови, повикувал на борба против патриаршијата, станал учител и на елиденците, кои се бореле за самобитноста на Македонија и македонскиот народ. Подучувал во Солунската гимназија Свети Кирил и Методи, низ чии клупи поминале многу од македонските револуционери. Во едно писмо и запишал на жена си: Солун е срце, а ние вените на Македонија. Значи, бабо, Григор бил прав херој, поет херој. Да, чедо мило, во Солун ја напишал и автобиографија, во која се опишани неговите животни понижувања и разочарувања, а пред се бил незадоволен бидејќи не успеал да го изреализира свет македонски литературен јазик. Се повлекол во својот роден крај, каде починал. Навистина тажно. Тоа се гледа и по стиховите на поимата Сезарот. Да, деца мои, како тој сам има опишано тажната положба на македонскиот народ, како и приказната за јунакот Кузман Капидан. Баба, ти ја знаеш Сезарот? Секако дека ја знам, баба го учеше основно училиште и рецитиравме поемата на патронат. Вистина, бабо, и во твое време сте ја рецитирале? Да, деца мои, одамна беше тоа. Што тешка лесните ги збрав. И мажите, и жените. Да гласи тажна река, и најпресно кол и злат. Да од град по линија на житорот ги беше фатил, и ројот скапото се дал. Да султанот Арачи и Петре беше пратил, да збира арач буд без жал. На град по линијата житорот не ги беше фатил, ни рој од скакалци се вдал, ни султанот Арачли пред време беше пратил, да збира арач луд бежал. Та Кузман, јунак славен, падна убиен од деда. Тој Сердар прочут падна в бој, да ги гази плячкашот, планините ни сега и да ги брани нема кој. Деца мои, кога имаше патронативна приредба, тоа беше доживување за нас. Овие 2 настани беа главни. Немаше тогаш ни телефони, ни интернет. Цело време бевме надвор на трибини, вежбавме точки и се дружевме по цели денови. А се правеше и приредба за да определе на првачињата, во која најпрво мора да станат пионери. Пионер? Бабо, ништо не те разбираме? Што се пионери? Кога тргнувавме во училиште, како првачиња, станувавме пионери. Деца, тоа беше одамна. Времиња кога Македонија беше во рамки на тогашната Југославија. Секој пионер добиваше синака со петокрак, црвена марама и црвена пионерска книжка. А вие уште сте будни? Мамо, почекај. Многу интересни работи ми раскажуваш, мамо. Зборуваме за време кога баба била учена. За Григор, патронатите и други интересни работи. Ти, мамо, исто си била пионерка по баба? Ах, малку фатив јас со тоа време. Веќе се распаѓаше Југославија, а Македонија стана самостојна држава. Но се сеќавам на патронатите. Се одржуваа во сала или надвор, пред пистата, записно од крилински трусови. Тука ги изведувавме ритмичките
točki, a cel učilišen dvor беше prepon sodeca. A znate li da ga poznate ta detska pesna? Ehto i to še izpa naša součilička. Сега вие сте по-модерни, по-инакво е времето. По матурата си кога се ставаше на железарският ресторант. Железари има ресторант? Пръв път слушам. Имаше ресторант долу, към фабриката железари. Не беше близо. Кога се сетам, по-матурантите ги си сподати работа. Без таблиците да не може да ги препознат. По-матурската вечер беше последна дружба с наставниците. Он израснала 8 години. Забава, која често пъти ке завършеше со плачки, поради разделбата со вторите родители. 8-летка, па 9-летка. Колку слични работи, а различни. Како се со текот на времето се менува. Во истиот Григор, истото училиште. Од времето на баба, па на мама. Јас пак кога учев се измени нофове, бевме сосема ново училиште. Убаво. А јас кога бев прваче, се сеќавам тогаш се изградија спортските терени. Колку убаво изгледаше новиот школски, фудбалско игралиште со вешачка трева, тениско игралиште. Сега имаме и убаво игралиште за кошарка и детско каче за најмалите. Вежбаме и честуваме на разни надпревари. Имаме многу активности. Мораме да признаеме дека сакаме предизвици. И надпревари, и природа, и тортијади, и вазис. Сакаме се.
се гордеам со нас. Со тоа ние прославиме името и делото на нашиот тато. Кога би може до училиштето да прозбори. Толку многу работи во изминатите децении се сменили. Но ние секогаш ги се учиме за Григор и за Сергиот. Ајде, деца, да се лепнуваме. И баба ви веќе заспа. Со оваа поема освоив прво место и благодарение на неа генерации ме паметат. Среќен сум што приказните за мене се пренесуваат од колено на колено. Благодарение на сите кои пренесуваат моето дело, Неда, Кузман и Марија ќе живеат вечно, а преку нив и јас. Нема шанс. Сега е 2025 година. Григор Приличев не е жив. Да, но секоја приказа за мене, прераскажана на некој дете, мене ме оживува. Тие се вистина? Се разбира, и јас постојам, творев и се борев. Нашето училиште го носи ваша фамилија. А пред да биде крстено по мене, го носиш името на Климент Токрицки, од далечната 1964 година. Па ние тогаш не сме ни биле родени. Сакате да покажеме како знаеме да играме? Оро, Не, она на музика. зошто да не? If you want my future, forget my past.
нашата историја е во нас деца и се негува така што ќе прераскажуваме и раскажуваме за неа. Така таа живее и нема да дозволиме да ја заборавиме. А најголем крадец е заборавот. Вие сте најдобрите чувари на македонската историја и токму вие сте нашата идеја. Се споја минатото и сегашноста, се испреплетоа чувства и доживувања. Векови со Григор Прличев, децении и години од училиштево, а какво ли ќе биде во следните децении? Генерации ќе прераскажуваат на своите деца и внуци и ќе се подсетуваат на Григор Прличев.